Институцијата со чија што помош беше извршен милионски рекет и од чија што сметка беа исплатени милионски суми на лица блиски до власта, лицата одговорни за прогон врз опозицијата, врз политичките неистомисленици на Зоран Заев, денеска се спасуваат со обид на власта на мала врата, целосно да се претопат во јавното обвинителство. Јавното обвинителство на Љубомир Јовески, наместо истраги кон специјалното јавно обвинителство, денеска целосно сака да го преземе онака како што му е наметнато од власта. И сето тоа да мине без одговорност за аферата Кеш, да нема одговорност за незаконското работење, да нема одговорност за расипнишкото трошење на милионските пари од буџетот на Република Македонија и сето тоа да заврши без резултат. Почитувани, власта и јавното обвинителство се уште ги нема суспендирано обвинителите и политичките службеници кои што земале илјадници евра од сметката на СЈО. И покрај излегувањето на аферата Кеш во јавноста, власта не презема конкретни чекори за милионската афера. Наместо одговорност, денеска во собранието владата пушта предлог закон со кој што СЈО би требало да преде кај молчаливиот републички јавен обвинител Љубомир Јовески. Статусот, да подсетиме, на вработените во СЈО требаше да се реши со нов закон за јавно-обвинителската сфера. Ова е гол обид на власта, вака да ги спасува роднините и пријателите и блиските на СДСМ, непотистички вработени во СЈО. Власта на овој начин сака да го премости носењето на закон за јавно-обвинителска сфера, еден од условите за датум за почеток за преговори со Европската унија, и тоа на начин без опозицијата, без консензус, без договор, без прифаќање на 4 постулати кои што веќе ги прифатија, а беа поднесени од страна на опозицијата како дел, столб на новиот закон за јавно-обвинителска сфера, потеркот на светските норми. Почитувани, очекуваме одговорност за сите инволвирани во незаконските и расипнички действија во изминатиот период од специјалното јавно обвинителство. Доколку тоа не се случи сега, со сигурност ќе се случи по 12 април, кога со обновата ќе се врати и правната држава во Република Македонија. Ви благодарам. Имате ли прашања? Ставот на ВМРО-ДПМН за акцијата во фирмите на Орце Камчев? Очигледна е нервозата кај власта, очигледна е нервозата кај владата во однос на она што значи губење на власта и она што значи појава можеби на нови сведоци врз она што е процес за случајот Рекет, очигледен е притисокот врз луѓето за да не се расчисти до крај аферата Рекет. А зашто го брани? Кого? Кој го брани? Очигледна е потребата на власта да наметне нова тема откако им падна аболицијата, да се збори за нешто друго, да не се збори за аферите за Рекет, да не се збори за Кеш, да не се збори за Рекет 2, да не се збори за брадатиот благаник, да не се збори за сите. Заштитен ли е нешто, дали треба да се збори за легалната кандидат? Молам? Дали Камчев заштитен, дали над законот, па не сме кандидат? Апсолутно не е над законот. Кој вели дека е над законот? Како може да бил над законот, а претходно? Велите дека има некои задкулисни игри. Зошто да не се увезе кога човекот те одвиете на каво империја за милионски суми и криминал? Апсолутно, зашто претходно не било прочешлано таму. Горце Камчев одамна бил осомничен, бил и во домашен притвор, колку што се сеќавам, нели така беше? Беше пуштен од Катица Јанева, му беше вратен пасошот од специјалното јавно обвинителство по основ на дадени пари, така што апсолутно јасна е поврзаноста и линкот зашто сега се прави еден таков притисок. Да се отвори нова афера, да се збори за нешто ново, а да не се збори за она што е тема. Повелете. Да зборувате за расипничко трошење на народните пари, така натаму, дали вие како Наум Спилковски ги вратите парите што ги земавте од кога работите во Република, во Нова ТВ, во таквите медиуми кои што сега гледаме дека се финансирале со народни пари за да ја лажат? Каде гледате дека се финансирани од народни пари? Од Бирна излегува со анализа дека 25 милиони евра биле дадени државни пари за пропаганда во многу телевизии, порталите. Во многу телевизии. 25 милиони, внимавајте, рековте 25 милиони евра биле дадени во Република и во Нова. Не, во сите медиуми, сите телевизии, сите медиуми, знаеме како се финансираше Република.
Како се финансираше Република? Па не знам што знаете вие како се финансирала Република, еве кажете ми, јас не знам. Финансираше со пари од владата, за кампањи, владени кампањи. Добро, Но и и малите деца го знаат. Вие работите таму, дали вие ќе вратите пари? дали ја незаконски сум земал пари? Ајде, еве, повикувам, повикате, нека ми ги испитаат. Мојата имотна состојба нека ја повикаат и ќе ве молам нека повикаат да видат колку плати имам земено во телевизија Нова, да речем. Има етички проблем, тоа се народни пари, давани на медиуми за да се лаже јавноста. Дали ќе се извините за тоа и ќе вратите пари? Па тоа е исто кој јас да кажам сега дека вие ја лажете јавноста и настапувате во име на власта за да ја одбраните власт и да ме нападнете мене. А зимате пари од не знам како. Државни банери на моите медиуми, така? Па јас банер не носам на грбот, ниту сум носил на грбот банер. Во Република имаш. Јас? Не, во Република имаш. Дали јас сум имал банер? Вие земате плата таму. Апсолутно постојат институции кои што можат да ги проверат сите давачки, кои што можат да ги проверат сите сметки кои што се во државните телевизии, приватните телевизии, националните телевизии, кабловските. Што трошење на народните пари? 25 милиони евра да се даде за пропаганда. Дали да беше Дали е потврдено дека е 25 милиони евра дадено во Нова и во овакви дека нема државник во сите медиуми? Дали беше тоа расипничко трошење на народните пари? апсолутно постојат институции кои што можат да истражат и да видат дали е расипничко или не расипничко. Дали е расипничко трошењето пари кои што се случи од СЈО? Дали сметките кои што ги гледаме сега или Премислав од Алфите или било кои што земале пари од таму не е расипничко? Дали не е расипничко земањето, плаќањето, не знам, на Семки Кикирики? Овој одговор треба да заклучам дека Јас прашувам само дали не е расипничко, еве. се вратите на власт, па ќе продолжите така. Не. Еве, ако ви е добро. Не било грешка. Ето зашто не има да продолжите тоа шпарта? Па вие сметате дека е грешка. Сега, видите, значи, не станува збор дали е грешка или не е грешка, станува збор дали е законски или незаконски, така? Дали така? Ви благодарам.